Од општина Центар повторно реагираат за чистотата во општината, вперувајќи прст кон град Скопје и комунална хигиена. Градот Скопје и јавното претпријатие комунална хигиена повторно потврдија соодржувањето на хигиената на територија на Центар. Утрово дебарманци се соочија со идентична гледка како од пред 2 месеци. Преполни контейнери со смети и лоша миризба кои не само што се закана по здравието на центарци, туку исто така и го наградуваат изгледот на централното градско подрачје, каде што циркулираат голем број на граѓани. Велат од општината. И ова утро нашите општински служби го подигнаа сметот од подземните контейнери во Дебармало, каде што надлежност имаат комунална хигиена и град Скопје. Одржувањето на хигиената во Центар мора да биде приоритет, затоа што секојдневно се движат голем број на граѓани. Како локална самоуправа веќе неколку пати имаме испратено допис до надлежните институции со барање за поажурно и поефикасно извршување на нивните обврски. Граѓаните заслужуваат чиста и уредна средина, истакна градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. Од општината ги повикуваат граѓаните да пријават проблеми со јавната чистота на територија на општината, со цел брза интервенција на службите. Граѓаните можат да пријават смети диви депонии на следните телефонски броеви: 076 350 767 и 02 3203 693. По обилните дождови во изминатите денови од своето корито се излеа Маркова река, при што се поплавени делови по теченијето во Горно Лисиче. Веднаш по излевањето беше ангажирана механизација што работеше на одводнување на коритото на реката и на заштита од евентуални поплавувања на објектите за домување, известија од општина Аеродром. Од општината велат дека градоначалникот Дејан Митевски веднаш стапил во контакт со Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за внатрешни работи и АД Водостопанство, чии представници излегоа на терен и ги превзедоа сите неопходни мерки за превенција со цел да се спречи поплавување на домовите што се наоѓаат во близина на текот на реката во Горно Лисиче. Според информациите од терен, нема нанесени штети на куќи, но се поплавени неколку магацини и земјоделски објекти, како и дел од полето во Горно Лисиче. Од тука општина Аеродром ги повикува жителите што имаат имот во поплавеното подрачје да ги пријават материјалните штети со поднесување пополнет образец во архивата на општина Аеродром или во урбаната заедница во Горно Лисиче. Секој работен ден од 8 до 15 часот, информираат од општината. Рокот за поднесување на пријавите трае 10 работни дена од денот на излевањето на Маркова река што се случи на 1 април во вторникот. Односно, повикот ќе трае заклучно со 14 април, понеделник. Покрај пополнување на барање, подносителите треба да достават важечки документ за идентификација, доказ за сопственост, копија од имотен лист, како и фотографии од локацијата по претрпената штета. Скопското обвинителство поднесе обвинение и за таткото на Васил Јованов, момчето што ја усмрти 19-годишната Фросина Кулакова, прегазувајќи ја на пешачки премен на улицата Партизанска. Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинителен предлог против 50-годишен скопјанец за кривичното дело предизвикување општа опасност од член 288 став 4 во врска со став 1 од Кривичниот законник. Тој на својот син му давал да управува патничко моторно возило Peugeot 207, иако знаел дека синот не смее да управува со автомобил бидејќи нема возачка дозвола и е повеќе кратен сторител на сообраќајни деликти. И тоа, едно кривично дело сообраќај на несреќа со полесни последици во ноември 2022 година. 11 сообраќајни прекршоци, возење без возачка дозвола, возење под дејство на алкохол, непочитување на семафори на пешачки премин во текот на 2023 и 2024 година, како и кривичното дело сообраќај на несреќа со смртни последици на 29 јануари 2025 година, информираат од обвинителството. Изминатава недела Скопската зоолошка градина стана побројна со нови жители. По приновите кај гибоните и лемурите, Зоо Скопје денеска информира за нови убави вести. Принова и кај најбрзите мајмуни на светот кои трчаат и до 55 км на час. Во фамилијата патаси имаме 3 нови бебиња. Овој вид на мајмун потекнува од африканскиот континент и живее во поголеми групи, велат од Зоо Скопје. Пред само неколку дена од зоолошката се пофалија и за уште една нова принова. Имено уште една лемурка стана мајка.
Повторно крајот на март ни донесе феномен кој се јавува кај мајките лемурки. Добивме пар близначиња. Дополнително уште една лемурка стана мајка. Инаку кај овој вид на животни владее матриархат, односно жената е главна, па ништо поразлично не е и во нивното живеалиште во Скопје ЗОО, соопштија тогаш од Скопската зоолошка градина. Во среда на 9 април завршува пријавувањето за учество во 13-тото издание на Авицена женска трка 2025, кој ќе се одржи на 13 април, недела со почеток во 10 часот. Сите заинтересирани учеснички имаат уште неколку дена да се регистрираат и да станат дел од овој инспиративен спортски настан, информираат организаторите на трката. Пријавувањето се врши онлайн преку официјалната веб страница женскатрка.mk.пријавување. Важно е да се напомени дека на денот на трката не е возможно пријавување, па сите кои сакаат да учествуваат треба да го сторат тоа најдоцна до 9 април. Трката, која традиционално се одржува во организација на Сојуз на спортови на Скопје и под покровителство на град Скопје, е отворена за сите припаднички на женскиот пол, без оглед на возраста. Стартот ќе биде во 10 часот од булевар Илинден, во близина на фонтана Лотос, а пред почетокот во 9:40 учесничките ќе имаат можност за загревање со аеробик вежби. Авицена женска трка 2025 не е само спортски настан, таа е символ на женската сила, мотивација и заедништво. Покрај главната трка, учесничките ќе имаат можност да освојат вредни награди и да учествуваат во лотарија со подароци од партнерите на трката, се вели во денешното соопштение од организаторите. Оттаму ги охрабруваат сите жени да ја искористат последната можност за пријавување и да станат дел од најголемата женска спортска манифестација во Македонија. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни. Вечно ке ја